Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите принцеза Мартина. Започнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Со миксер ги матиме белките. Во садот го додаваме шеќерот. Потоа во садот ги додаваме брашното, сечканите и мелените ореди. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Тестото за пандишпанот го распоредуваме во една тркалезна тава и 2 тркалезни калапа за печење обложени со хартија. Тавите и калапите ги ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган го налеваме млекото. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Откако чоколадата ќе се растопи со врелата содржина од тенџерето ги преливаме оревите. Промешуваме. Бананите ги лупиме. Ги сечкаме на парчиња. Ги миксаме со блендер. Потоа ги додаваме во садот со жолчките. Го додаваме и шеќерот. Матиме со миксер додека смесата не стане пенеста. Садот го ставаме на пареа. Мешаме со лажица. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме садот од оган. Оставаме кремот да се излади. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење со миксер го матиме путерот додека да стане пенест. Го додаваме изладениот крем од жолчки и матиме со миксер. Потоа ги додаваме и оревите со млеко и чоколада. Уште еднаш матиме со миксерот додека филот не се соедини. Пандишпаните ги вадиме од тавите и калапите. Им ги отстрануваме хартиите. Начинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Филуваме. Врз филот го ставаме и третиот пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Помеѓу 2 парчиња најлон го ставаме фонданот. Со сукалка разлекуваме кора. Со неја ја прекриваме тортата. Го отстрануваме непотребниот дел. Од него формираме топчиња кои ги редиме околу тортата. Декорираме со 3 розови шеќерни цвета со зелени листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2,5 часа.